Добре дојдовте во најновото издание на специјалниот колаж на Срце на дланка, емисија која што опфаќа стории и приказни од хуман карактер. И денес ќе се обидеме токму преку сториите на Срце на дланка да поразговараме со стручни лица кои ќе зборуваат на тема социјална заштита, стратегија и како да се справиме со сиромаштијата. Кои се механизмите што можеби Европа и светот ги користи, а кои механизми треба да се превземат за поубаво и поквалитетно да живее македонскиот народ. За таа цел во студио ја поканивме господја Ирена Тодоровска, советник во Министерството за труд и социјална политика. Здраво и благодарам за поканата. Драго ми е што денеска сум присутна во Алфа телевизија. Верувам дека имате гледано дел од приказните што ги третира Срце на дланка и неминовно беше да поканиме некој токму од другата страна и да позборуваме малку за социјалната заштита, за социјалната политика. Во моментов на кое ниво е социјалната политика? Постои ли социјална заштита и кои се проекциите за во иднина? Дали сиромаштијата која што го погодува македонското население во иднина ќе расте или ќе стагнира? Социјалната политика во државата е навистина една исклучителна проблематика, односно предизвик за секоја наредна влада. Кога ме прашувате за бројките, можам слободно да кажам дека Македонија е земја на сиромашни граѓани. Статистички, околу 22% од македонското население е под прагот на сиромаштија. Ова се луѓе кои што се веќе влезени во системот на социјална заштита и добиваат одредени права и услуги. Меѓутоа, во последно време се бориме со една нова бројка. Тоа се луѓе кои што влегуваат во групата на луѓе во социјален ризик, односно тоа се луѓе кои што се пред прагот на сиромаштија и во секој момент можат да влезат во тој круг. Се претпоставува дека 40%, близу 40% од македонското население влегува во оној, реков, социјален ризик. Тоа се луѓе кои што една непредвидена ситуација во семејството, да речеме губење на работата. Ако дома ви се расипе одреден апарат за домакинството, шпорет, фрижидер, ако во семејството дојде некоја непредвидена болест на член од истото домакинство и веднаш се пореметуваат приходите, заштедите се намалуваат апсолутно и тие луѓе се лишуваат од одредено задоволување на потребите. Секој од нас во животот има почувствувано немаштија, макар во еден сегмент од нашиот живот. Така да многу е неблагодарно да сега калкулираме со бројки. Ја морам да ви кажам дека Државниот завод за статистика се уште нема објавено податок за стапка на сиромаштија. Ако немате бројки, ме разбирате, воопшто не можете да креирате политика. Ако немате политика, немате адекватна социјална заштита на локално ниво. Не сакам, неблагодарно е, реков, да кажам зошто не се објавуваат овие бројки, но сметам дека навистина треба да погледнеме во очи на сиромаштијата, односно на луѓето кои што секојдневно се соочуваат со сиромаштија. А преку вашата емисија тоа го гледаме секојдневно. Со екипата на Срце на дланка одиме навистина на рурални места каде што е многу тешко да се стигне и со автомобил, понекогаш пешачиме. Така беше и случајот со Сузана од село Косматец, првата сторија која што ја отвори ова четврта сезона на Срце на дланка. Во самото снимање, девојчето кое што беше снимано, ќерката на Сузана, кажа дека подобро е во интернат отколку дома, бидејќи нема никакви услови за живот, и тоа ни го кажа со солзи во очите. Сакам да го погледнеме овој прилог, Ирена, и да продискутираме колку на ранливите категории од ваков тип што немаат автобуски превоз, што немаат вода, што немаат струја, а сепак мораат да живеат, може да им се помогне и дали едноставно може да им се помогне на вакви луѓе и каде треба да тропнат на која институција.
Ова семејство живее со страв да не биде затрупано. Оддалеченоста на селото од градот, немањето вода и превоз до цивилизација се дополнително проблеми со кои веќе со години се соочува ова семејство. Посебно тешко е за средношколката Тања, која мора да седи во интернат со 20 денари неделно, ако родителите одвојат од скромниот социјален приход и со солзи во очите да каже дека не се враќа дома, зашто условите и животот и е многу тежок. Живееш во интернат, но кога ќе се вратиш во петок, ти се враќа ли дома? Поубаво ми е во интернат. Зошто? Подобри се услови. Стабилно. Убаво е. Тука се плашиш дека куќата стара да не падне? Да. За жал, ова е реалноста која што нашите граѓани ја живеат. Центрите за социјална работа се првата алатка во системот на социјална заштита. Центрите за социјална работа работат во два колосеци. Едниот колосек е обезбедување на парични права од областа на социјалната и детската заштита, меѓутоа другиот момент е обезбедување на социјални услуги на граѓаните. Навистина е нехумано од 21 век да немате вода, да немате да се искапите, да немате струја, да бидете лишани од основните екзистенционални права. Згора на се и да немате храна, да немате да јадете. Во градовите малку е подруга сликата. Имено, не е исто. Не е иста социјалната слика во Виница или Делчево со Кавадарци. Не е исто Скопје и Берово. Знаете, социјалните белези на граѓаните се многу различни од општина до општина. Јас навистина траорно секојдневно и преку вашиот медиум гледаме дека луѓето страдаат. Проблем се руралните средини. Немаат патишта, никако не се стигнува до градот и немате пари. Како ќе дојдете со карта? Ме разбирате? Навистина сиромаштијата е многу комплексен проблем и сметам дека политиките треба да се спуштаат одгоре надолу. Секоја општина си има свој социјален, специфичен белег. Кога станува збор за вакви семејства, потресуваат. Јавноста тоа го гледа и драго ми е што преку вашата емисија можеби сите ние во администрацијата, но и во социјалните служби ќе се пробудиме. Решенија има, законите велат едно, меѓутоа многу е проблем во руралните средини, бидејќи социјалните услуги не можат да стигнат токму кон тие на кои навистина им е најпотребно. Руралните средини се најчесто мета на вакви проблеми. Еден од тие примери беше неудамно објавената сторија за младиот Никола од село Бигла. Ние, за да стигнеме до нивната куќа како екипа, од селото ни требаше 45 минути со возило да стигнеме. Повеќе од 1 сат, тоа момче, уште од 6 годишна возраст, одело до училиште, борејќи се со зверови кои што можат да ми излезат од шумата. Тоа момче земало документ дека е со посебни потреби и со тој документ државата му исплаќа одредени средства за да се вработи во некоја компанија. Можеме да се потсетиме, знам дека вие го знаете случајот, бидејќи го дискутиравме, но јавноста да се потсети на случајот на Никола од село Бигла и да му помогнеме да си ги земе документите од роднините кои му ги имаат запленато и помошта ја земаат од државата тие. Никола Андонов е 30 годишно момче кој уште многу мало за да стигне на училиште од врвот на село Бигла, одело пеш до селото борејќи се низ шумата со диви зверови. Уште тоа времето има трауми и лоши спомени. Морал да се запише во училиште во Струмица како дете со посебни потреби, само за да добие статус на ученик и документ дека може да работи подоцна. И работел во неколку пекари. Се додека еден ден од роднини не бил изигран и неговиот документ, како што вели тој, не биде искористен за земање на средствата од нивна страна. Во моментов неговиот
неговите документи се кај роднините и тој не може да си ги земе назад, ниту да се вработи. Се води како вработен, тие ги земаат средствата од државата, а тој не зема ништо. Се чувствува изигран. Ова семејство е речиси единственото во тој дел од селото кој откако нивната куќа се распаднала од пред една година, живее во една мала сиромашна соба од некој сосед само за да преживее. Храна јадат ако засадат некој зеленчук или ако им донесе некој добронамерен човек. А најголемата желба на Никола, ке рече тој, е да се пресели со мајка си во градот, да се вработи и да создаде дом во кој среќно ќе живее со сопруга со која би создал семејство. Нема многу, дали еден месец или два, па башта ми тука, па вика ја ќе правам обед, вика ај со брат ми вика у Виница. Имам рода там на татко ми брат и у пекара. Там малку работих. После чами како почина и тоа и после па исто и там така. А кои документи треба? У Виница. Тие моите документи. Тие што се За да те примат на да работа? ме примат за работа, да. А сам не можеш да ги извадиш? Не ми ги дава. Ги држи и не ми ги дава. Зима пари од државата. Кој? Знаат там на чичами, невестичка. Ова беше младиот Никола кој што многу сака да се симна во градот, како што кажа, и кој што сака да работи, да ја помогне на неговата стара, изнемуштена мајка, барем неколку години да има нормален човечки живот. Како може да му бидат вратени документите кои му требаат за ново вработување, ете злоупотребено од први роднини? Социјалниот работник треба да го води Никола низ процесот на реинтеграција, но де факто Никола има проблем. Нели, документите му се запленети од страна на негови блиски роднини или сродници. Не секој граѓанин си ги знае своите права. Не по негова вина. Во рамки на Министерството за труд и социјална политика постои инспекциска служба која што по допрен глас или по службена должност, како сакате, треба да поведе постапка за утврдување на фактичката состојба. Никола слободно ќе се контактира со нас, ќе го поведеме низ системот на институциите, ќе поднесе представка и се надевам дека ќе се реши случајот во негова полза. Оваа сезона снимевме едно семејство во кое што таткото Бране од Куманово е слабовидно лице. Тоа семејство е навистина малку излезено од колосекот со оглед на тоа дека мајката која што доаѓа од Србија е исто лице со попреченост и раѓа две деца кои што, иако имаат 6 и 7 години, се уште не зборуваат, не говорат. Велат и дека немаат храна. Сакам да го погледнеме и тој прилог и да го предискутираме, ако може и во иднина и тој пример да биде решен. Бране Вилковски е слабовидно лице кое поради воспаление во мозокот од многу мало е со 98% оштетен вид. Тоа ќе му биде пречка за се во животот. Како лице со посебни потреби до 2016 останува со своите родители во нивниот стан за кој, како што вели, татко му додека бил жив не уплатил 208 рати. Затоа тој, иако веќе оженет и со 2 мали дечиња, бил принуден да не го изгуби станот, истиот да го продаде и да го врати долгот на татка си, а со остатокот и нов мал кредит да ја купи на ефтината куќа во градот, која денес се преполна со влага. Станот беше голем, преубав и ми беше реновиран од хумани луѓе, но ако не го продадев за да вратам долг кон банката, ќе го изгубев за секогаш. Вака барем не сме на улица со жената и децата, но бидејќи немавме за леп, морав да земам нови задолжувања и сега целата нега и социјална помош што ја земам оди само за сметки и рати кон кредитите, вели Бране. Со горчливи солзи овој човек ќе рече дека детето го испраќа гладно во училиште, и ако не му купат храна учителките или другарчињата, може да седи и гладно цел ден. Исто и со нив дома. За да не им го гледа гревот, како што вели тој, кога децата молат за храна, тој оди во нека нечиста река преполна отпад да собира пластични шишиња, кои ги продава по 10 денари по килограм. Така ќе им купи лепи млеко за да не умрат од глад. Дете иде у школу, немам што да му купам. Порано идеше, собира се плаши по континери.
сите јадат во школа. Однеам. Дали е точен податокот дека 80% од македонското население, а тоа го гледаме и преку нашите стори, легнува гладно, односно нема 3 оброци во денот? Токму така. Преку половина милион граѓани во нашата држава се сиромашни граѓани и легнуваат без оброк. Социјалната помош или гарантираната минимална помош, нели, дефинирана во Законот за социјална заштита, навистина е недоволна да се помине една недела во месецот, а камоли 30 дена. Некаде по член на семејство е околу 50 до 100 денари дневно во денот. На европско ниво постојат индикатори за мерење на сиромаштијата. Во тие индикатори точно се следи, нели, колку луѓето имаат за јадење. Дали на дневна основа вклучуваат месо во своите оброци. Дали 2 пати неделно јадат риба. Дали имаат да испијат кафе со своите пријатели. Нели? Дали можат да си приуштат вечера. Дали може да си купат облека, чизми, летни, земски чизми и така натаму. Значи, мерењето на сиромаштијата е дискутабилно. Никогаш вела дека богатиот не му верува на сиромавиот. Меѓутоа, бројките кажуваат дека навистина во државата постои тренд на гладност на населението. Има родители кои што не јадат за да им дадат на своите деца. Така да ситуацијата е алармантна. Гарантираната минимална помош, односно популарно народски кажана социјална парична помош, е недоволна за задоволување на основните екзистенцијални потреби. Ете тоа е всушност сиромаштија. Конкретно Еве Бране вели дека со денови нема да им даде на децата. Тие се разликуваат од останатите деца, бидејќи во училиште мораат учителките или самите деца да му даваат храна, за да го помине денот. Бране со своите деца треба да влезе во системот на социјална заштита. Реков дека Куманово, ќе го земам пример како центар. Замислете на еден социјален работник, му следуваат преку 1000 предмети за обработка. Можете да замислите колкава е пресијата врз социјалните работници. Факт е дека социјалниот работник треба да го води Бране низ целиот систем, низ системот на социјална заштита, низ системот на образование, низ системот на здравство. Јас апелирам Бране да се јави во Центарот за социјална работа. Бране заслужува да добие социјални права и секако Центарот е должен да ги заштити децата. Вработувањето, нели, е најдобриот излез од сиромаштија. Секој граѓанин заслужува вработување, но сиромашните се навистина многу повлечени, има толку многу стравови. Има луѓе кои што десетина години се во системот на социјална заштита и се плашат да излезат од таа зона. Таа е комфортна зона. Замислете, добивате гарантирана минимална помош или социјална парична помош, сигурно вие ќе подработите еден ден, 2 дена во неделата, дневница. Замислете, во државата нема центар за професионална рехабилитација. Бране, како Бране, треба да се подготвува 1 година за да влезе на пазарот на труд. Тоа навистина во нашата држава недостасува и се надевам дека функционерите кои што доаѓаат во нареден период ќе го размислуваат и овој проблем, бидејќи навистина мораме да ги оспособиме за да влезат на пазарот на труд. Социјалната парична помош е многу пониска од минималната плата. На тоа лице повеќе му одговара да добие вработување, да влезе во фабрика, да влезе во некој погон, да биде оспособен
за да може да заработи и бидејќи на тој начин и приходите во семејството ќе бидат, нели, поголеми. Но реков дека психолошките стресови и притисоци кај овие граѓани се големи и во нареден период мора да работиме на полето на вработување. И погледнеме уште еден пример, Игор од село Мартинце. Тоа е село во Крива Паланка, кое што е исто така одсечено од патот, од повторно дечињата, тоа е само татко на 3 малолетни деца, одат пеш повторно во борба со диви животни за да отидат на училиште. Најмалото дете е 3-4 оделение и буквално ни солзи, посебно девојчето кое што е и мајка и сестра, ги подготвува од 3 сат од наутро да таткото отиде на работа, им донесе парче леп, остануваат сами до вечерта до 10. Игор Младеновски е 42 годишен човек роден и израснат во планинското село Мартинце. Живеел сиромашен селски живот и како дете, а кога пред 15 години одлучил да се ожени со девојка од истото село, не ни помислувал дека еден ден животот со семејството во амбарот ќе му го поремети веста, дека сопругата ги остава малите дечиња сами среде ног и дека никогаш повеќе нема да се врати. Игор работи од утро до мрак за да донесе леп за децата, а Марија, иако многу млада и се уште со детски соништа, ја игра и улогата на мајка и на сестра, зашто на неа остануваат обврската да ги облече, избања, нахрани и да учи со своите братчиња. Секоја и секутина и лузна од прстите на Игор пак ја раскажуваат приказната за неговиот тежок работнички живот по шумите и рудникот Ораница каде заработува за децата. Сам носел камења и направил 2 соби за нив за да ги пренесе од амбарот во нормален дом, но неговата сила не е доволна. Најтешко за сите, посебно за децата, е што за да стигнат до градот мораат да пешачат 1 час низ страшна шума со диви животни кои едва ја поминуваат и со автомобил. Децата за жал на училиште одат и мокри, а чисто и гладни. Со учениците мислат дека се скржави, а не дека татко им нема услови да им купи ниту молик, ниту гума. Дома сите спијат на еден кревет во претесната соба. Никој од другарчињата не сака да ги посети зашто се сиромашни. По овие мали души едногласно ќе речат: најсрекни ќе бидеме да се преселиме поблиску до градот и да имаме свои соби каде нема да се срамиме од другарчињата. Тешко ми. Сама ги чувам сите. Она вечер околу 10:30-11 сати отиде, нас не сами ости дома. Татко ми дојде у 12 сат, праша го, она беше си отишла, рече, за Скопје, отишла и токо. А за бањање? Па сестра, Да, таа ти помага? Ако не ги ја чувам, нема кој да ги чува. Ако не кажат дека ќе дадат у дом. Тоа бе рекол. Да. Ако се сјавно, тоа дие кажат ќе ги дадат у дом, ако не. Морамо да се бориме за живот, да може да обстанеме. Идеме те по работа, те приватно, като имам меѓуслободно време. Мора да работи. Онака не може да никако да преживееме. Да се ваѓа ладно, мора да палиме огин. Кад за школа многу рано станеме, околу 6:30, додеј да се облечеме, оно стане 7 часот, појдеме на додаден саат, ни одење. После школа дојдеш, огин е угаснен, пага палиме, тука кози чуваме, раниме ги, магаре, кокошки, све раниме чуваме. Ако нема, мора да идем да купиме. Као што видиш, прилично е далеко. Ако нема, мора да чекаме за да донесат јадење. Па у школа татко ми работи и ни дава пари за да идеме у школа да јадам. Епте некад кад нема, има помага, никој може. Кој ви помага? Па прилика сите кои можат помагат. Страшната и навистина жална приказна на младите деца и на самохраниот татко Игор од село Мартинце, Крива Паланечко, кој што буквално не молеше да дојдеме и
посакува да ги симне своите деца некаде подолу во градот за да имаат нормална циркулација со социјалниот свет, со животот во градот и да можат да одат безгрижно на училиште. Дури тој вели, морав да дадам отказ од работа, бидејќи децата може да ми фатат лош пат. Значи се грижи како секој совесен родител за патот на своите деца. Дали и тука затајуваат службите и кој тука треба на која врата треба да се тропне за да се реши случајот со ова семејство? Ова е класична ситуација на социјална исклученост. Меѓутоа, и покрај тој момент, таткото се бори. Сестричката, која што е и мајка, рековте и мајка и сестра, помага во тој процес на вклучување. Сметам дека општините се тие кои што најдобро си ги познаваат граѓаните и општините треба да ги отворат вратите и за најранливите категории. Дефинитивно на ова семејство им треба менување на тој простор рурална средина со урбана средина, за да им се даде можност. Значи, кај таткото е забележан капацитет, тој работел, тој не седел дома. Меѓутоа, си има своји можности и треба да му се даде шанса во градот, се во интерес на заштита на интересите на малолетните деца, апсолутно. Имавме еден случај на Гоце Дамјанов од село Јастребник, кој што е буквално единствен жител во тоа село, повторно на голема надморска височина со екипата одевме за да стигнеме до Гоце, кој што не пречека со своето магаре, бидејќи тоа е единственото превозно средство со кое што може да се симне и да се поврзе со градот. Живее со само 4-5 денари социјална помош, го боли ногата, а дури во државните физикални центри не го примаат и велат немаш пари да платиш за да те лекуваме. Хуманиот народ повторно беше единствениот кој што му ја подаде раката на Гоце, му однесоа храна веднаш по емитувањето на неговата сторија, меѓутоа има уште илјадници како Гоце. Сакам само накратко да го погледнеме, па може и да го продискутираме случајот на Гоце и идентичните случаи како неговиот. Гоце Дамјанов е единствен жител во селото Јастребник, Кочанско. Има 58 години и тешко живее во остатоците од куќата од неговите родители. Тешко се пристигнува и со автомобил до неговото живеалиште. Од градот со автомобил се потребни возење 1 час во неасфалтирана улица, а пеш за да купи леп на Гоце му се потребни неколку часа. Затоа оди со неговиот најдобар пријател, магарето, кој го врзува пред да стигне во градот, завршува работа и купува леп и кромит, за пак да се врати во неговата осамена куќа. А таму го чекаат и двете кози кои му даваат млеко за да преживее. И тоа е се што има од друштво. И телевизорот вели тој ми прави друштво за да не го изгубам паметот низ годината. Живее само со 4000 денари месечно. Го боли раката и ногата и не може да отиде на терапија зашто нема средства. Па докторите каде оди на преглед се смилувале и го пријави овој човек за да ја потсетат јавноста дека таму горе на осоговијата има еден човек кој не знае ни од каде да почне за да го раскаже својот тажен и осамен живот. Колку е потребно едно семејство, па дури и да е самец, колку му се потребни средства за да преживее, знаејќи го фактот дека 100 денари дневно за нормално да има леп, вода и оние основни продукти за да го помине денот. Токму така, потрошувачката кошничка расте, меѓутоа гарантираната минимална помош конкретно стагнира. На годишно ниво се прави усогласување со трошоците на живот, меѓутоа недоволно. Конкретно, според последните податоци, на објава на потрошувачката кошничка, некаде околу 50.000 на едно семејство му е потребно за да се прехрани и да излезе на крај со сето ова. Но корисниците на гарантирана минимална помош се соочуваат со други проблеми. Тоа е реална слика и состојба во нашата држава и дека овој проблем е навистина мултидимензионален, односно засегнува прашање и од други ресори. Не е само во прашање социјалната заштита. Тука е образование, тука е здравствена заштита, тука е домување,
вработување и така натаму и така натаму. Ситуацијата е алармантна. Еве ќе го споменеме и Гоце. Приказната ја погледнавме јавно. Навистина Гоце е социјално исклучен во 21 век. Да се движите со магаре, навистина тоа е под секое ниво на мизерија. На Гоце му следуваат и одредени други права од системот за социјална заштита, меѓутоа сепак ќе ги најдам тука социјалните работници кои што треба да го водат низ системот. Доколку се работи за болест, на Гоце му следува парична помош, односно туѓа нега од трето лице и ќе бидеме во контакт така да Гоце преку здравствениот систем сметам дека може да си го оствари тоа право. Многу е важно да знаеме дека граѓаните мораат да достоинствено да живеат. Овде конкретно се работи за класично преживување. Вие преживувате во системот, а не живеете. А сега сакам да прашам нешто кое што веќе со години тлее кај нас. Во филка чуваме две истории кои што имаат малку поспецифичен карактер. Не се пуштија приказите затоа што навистина направиле кривично дело. Едниот човек е обвинет, иако тој вели дека неправедно е силувач, значи силувал жена, а другиот човек кога дознал дека детето му умрало, убива жена. Двата случаи се уште стојат во филка, бидејќи сметаме дека ако беа објавени, буквално ќе беа растргнати од народот. Овие граѓани заслужуваат да живеат. Овие граѓани ја одлежале својата казна и тие мора да се реинтегрираат во општеството. Повторно социјалните служби се на потек, така да ќе бидеме во контакт и реков, заслужуваат да живеат. Нели, нивното си го отслужиле и треба да влезат во системот на социјална заштита, апсолутно. Да. Зоран Вуксановски е самохран татко, има неколку деца, сам се грижи, меѓутоа куќата буквално со тесто кај прозорците имаше ставано за да не тече, за да не дува, се грижи за своите деца, ако ништо друго, но децата зарем заслужуваат да живеат така поради нешто што се случило во минатото. Како Европа се справува со сиромаштијата и со сите овие лоши работи што ни се случуваат во општеството? Имаме ли ние како држава стратегија за решавање на таа проблематика и дали во иднина можеме да очекуваме нешто за решавање на сиромаштијата? Сиромаштијата е феномен присутен и во Европа, и во светот, па и кај нас во Македонија. Европа се бори на најразлични начини и навистина имаме големо искуствено знаење како европските земји се справуваат со овој проблем. Секоја земја различна. Во Европа се отворуваат фабрики, погони. На луѓето им се дава шанса да влезат на пазарот на труд преку оделите за вработување. Јас кажав дека кај нас е слаба карика агенцијата за вработување. Всушност, таму треба да се направи подготовка за влез на пазарот на труд. Вработувањето е првата карика во тој систем. Вработувањето се наоѓа на првата борбена линија за да се избориме со овој проблем. За жал во Македонија не постои стратегија за борба против сиромаштија и социјална исклученост. Последната е некаде завршена во 2020 година. Имено за борба против овој феномен потребна е политичка волја. И тоа не само во ресорот социјална политика, туку споменав ресорот образование, ресорот домување, ресорот вработување. Сите тие аспекти се поврзани и со сет мерки мораме на политичко ниво да делуваме. Таму се работи со социјално загрозените семејства, на рехабилитација. Една година се спремаат за да влезат, нели, на пазарот на труд. А кај нас постојат стравови.
Треба да му се даде шанса. Социјалната помош не сме да се укинува веднаш, туку треба да му се даде простор на граѓанинот од 1 година да и да зема социјална помош, меѓутоа и да се подготви за да влезе во процесот на вработување. Многу е тешко. Реков дека психолошките стравови се големи. Така системот за социјална заштита остава простор да се унапредува. Да речеме телефонот, користење на интернет, навистина не е луксус. Или пак патничко моторно возило. Да, законите се ригидни и треба да се даде малку попластичен простор. Тие луѓе не се оставени, не се влезени во кругот на сиромаштија некогаш по нивна вина. Не можеме да обвинуваме и да генерализираме, се разбира. Чисто во коментарите на нашите објави, мета се и социјалните служби, работењето на социјалното. Понекогаш ударот е и врз нас, бидејќи не ги истражуваме доволно приказните, иако оваа емисија нема таков карактер истражувачки, туку сметаме дека секој има право да живее и да му се даде шанса да живее. Што мислите за таквите објави? Тие напади врз медиумот и дали треба секој да се пријави или треба да се истражуваат ваквите случаи и да се чека на хуманиот гест од народот? Јас искрено да ви кажам, моје лично мислење е дека треба да ве охрабрам и дека сиве овие човечки судбини треба да бидат обзнаени во јавноста. Некогаш тоа ни дава простор и нас да се разбудиме. Социјалните служби велите дека секогаш се на напад на граѓаните. Јас сметам дека системот, односно колегите, социјалните работници, работат работа која што е многу хумана. Меѓутоа, она хронично незадоволие е присутно кај народот. Вие гледате дека граѓаните чекаат на донациите и тоа е добро. Тоа е добро. Од една страна ја поттикнува солидарноста, од друга страна и предпријатијата, општествено се одговорни да излезат во пресрет на социјално ранливите групи. Но не можеме да чекаме од милостиња дефинитивно. Така да системот е тој кој што треба да се размрда. Реков дека колегите се соочуваат од центрите со голем број на предмети и се претворени во административни работници. Така да притисокот е голем и од јавноста, нормално, така да сметам дека работите ќе си дојдат на свое место пополека. Да дадеме време и шанса на работењето на социјалните служби, што е можно повеќе вакви случаи, како што ние третираме во Срце на дланка, да бидат решени успешно и да бидат сите среќни и задоволни. Тоа е и нашата крајна цел. Благодарам, Ирена, за одвоената време. Благодарам и на вам.